Преполни хотели и апартмани, река од луѓе низ чаршијата, преполни плажи, барови и ресторани, се бара карта повеќе за бројните концерти и културни настани. Охрид го живее шпицот на летната сезона. Но за оваа живописна слика и оваа година повторно се отвора истото суштинско прашање. Дали ваквиот масовен туризам му е навистина потребен на македонскиот бисер и како сезоната од едва и 40 дена да се прошири низ сите 12 месеци во годината. Туризмолозите се децидни, квантитетот конечно мора да му отстапи место на квалитетот кон кој инсистираме да тежиме. Значи не треба ние сите да ги привлечиме. Не треба ние во квантитет да одиме. Треба да одиме во квалитет. И со селективни понуди, и со селективни туристи, да не ме разберат погрешно, не елитен туризам во буквална смисла на зборот, но ние нудејќи концерти од секаков вид, сега да не навредам некого, но некои што не доликуваат на Охрид, со целото културно и историско наследство и така натаму и традиција, ние градиме и побарувачката со понудата. Значи туризмот треба да се свати не само како алатка за потрошувачка, туку како алатка за генерирање на понуда со побарувачка селектирана и како можност или алатка за заздравување, за реставрација на туризмот. Се она што како атракција, како вредност ги привлекува туристите. Експертите дополнително предупредуваат дека одржливиот развој на охридскиот туризам е директно условен од зачувувањето на неговиот најголем адут. КПСК подвлекува дека статусот на УНЕСКО е клучен за иднината на градот, поради што исполнувањето на добиените препораки мора да биде апсолутен приоритет и за централната и за локалната власт. Значи тоа ни е имидж, тоа ни е идентитет и сега ние сами против себе одиме го уништуваме. Значи го убиваме нашиот идентитет. Со голо око се гледа дека има дивоградби. Тие 4900 што се регистрирани, па ние ги гледаме и хотели, и куќи, и поткровја, и тенди наспроти општината. Тие се толку неувидна, сите има решение за уривање за многу од нив, зошто не се уриваат? Загуби ли туризмот ако се спроведат дел од препораки? Не. Нема да загуби туризмот, бидејќи ќе му се даде долговечност. Значи, можда моментално, мислиме дека треба да дојдат пари да заработиме од туризам сега, не знаеме утре како ќе. А дали со тоа што сме неодговорни, што го уништуваме природното и културно-историско наследство кое што е заштитено од УНЕСКО, кое што е најпрепознатлив бренд на Охрид и дава туризам, дали утре, ако нема туризам, ние ќе имаме приход? Никој нема да дојде тука. За градот да не дише на шкрги само во јули и август, потребна е итна стратегија за развој на алтернативните форми на туризам, од културен и верски до еколошки и конгресен. Само со јасен план, подобрена инфраструктура и заштита на природното и културното наследство, Охрид ќе може да прерасне во дестинација која нуди врвна услуга во текот на целата година, наместо сезонски преоптоварен центар.